Zato што животот е минлив, ќе пројде. Во што да ни пројде животот? Во негативни работи, во нервози, во испуштени шанси, во изгубени можности, во упропастени кариери, во упропастена иднина на овие генерации кои се дел од светската елита. Знаете кои све луѓе ги имаме во Македонија? Кај све од Македонија се луѓето? По кој све универзитет у свет не сум бил, нема македонци. Во смисла од Македонија. И албанци, и турци. Знаете кој потенцијал го има Македонија? Кои све надарени луѓе? Затоа, се што досега сум правил, сум ги поддржувал успешните. Само успешните можат да изведат општествата од криза. И сите општества што се фокусирале на успешните, успеваат. Затоа, изборите се можност граѓаните да ги наградат успешните, а да ги казнат неуспешните. Да ги казнат сите оние што довеле да се создава ваква представа за Македонија во светот и да направиле злодела или криминали или корупција за кои морало и меѓународната заедница да се ангажира и да ни помогне да расчистиме со тоа. Но затоа кажав и повторно ќе повторам, тоа не смее да се злоупотребува сега пред избори. Нека завршат изборите, ни престои долг период на прочистување. Период кога и секој од нас ќе ги свати своите погрешни активности, погрешни одлуки и ќе најде начин тоа да го поправи. Ова е голем испит не за државата, за сите нас кои живееме во Македонија. И ова е затоа што секоја криза, секоја пат е и можност. Ова е можност Македонија да едноставно се прочисти и духовно, и кадровски, и ментално. Премногу омраза имаме во нашите глави од сета ова негативна атмосфера. Па сега немојте да ми замерите, но и медиумите учествуваат во таа негативна енергија, негативна положба во општеството. Мораме веќе да гледаме со подруги очи на се во ова и на светот. Светот не сака да не види као луѓе кои се креативни, иновативни и успешни. Од името на присутните колеги, ќе ви се заблагодарам што не поканивте на ова заедничко интервју. Ги поставивме нашите прашања. Благодарам за одговорите. Јас извинувам на вашата покана, што сте ја пратиле. Да, таа стои. Ако дошла до мене, ќе дојдам. Таа е повеќе кратна и ќе дојдам. Кажувам дека е отворено. Еве, отворено ви кажувам. Ќе дојдам. Нека помине ова, да не кажа дека ве злоупотребам као медиуми и ова чувствував потреба да ги искажам моите ставови пред вас, најодговорните луѓе во медиуми.